Отворањето на Бугарскиот културен центар е провокација за македонците и нема никаква допирна точка со она што значи договор за добрососедство. Претеничката на ВМРО-ДПМН Рашила Мизрахи во изјава за Алфа вели дека центарот Ванчо Михајлов е уште една во низата бугарски провокации кои стигнуваат на адреса на Македонија. Мизрахи, како и еврејската заедница и фондот на Холокаустот, реагираат дека културниот центар можеше да го добие било кој назив, друго име, а тие се одлучија за Ванчо Михајлов, име на потврден фашист и близок соработник на Павелик, Мусолини и на Хитлер, што представува навреда за евреите и е закана за човековите слобода и права, кршење на демократскиот карактер и вредностите на модерна Европа. Концептот на култура е заменет со нешто друго во форма на една чиста провокација кон македонскиот народ и кон македонското миното. Сметам дека истото не е во согласно со договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу двете држави, што исто така би можеле да го елаборираме, меѓутоа оди во насока на бројните провокации кои што доаѓаат од нашиот источен сосед. Сепак еден културен центар можеше да го добие било кој друг назив, било кој друго име. А Бугарскиот центар ги разгорува реакциите не само на македонската политичка сцена, туку и кај бугарската експертска јавност. Дел од бугарските интелектуалци не се согласуваат со тамошните политички чинители. Професорот од Софискиот универзитет Ивајло Дичев реагира дека властите во Бугарија не знаат каде одат. Предлага решение за тоа кои биле бугарите за време на Втората светска војна, односно да се признае дека тогашната влада на Бугарија била соучесник на Хитлер. Нашите владетели јавно не знаат каде одат, а можеби не ја знаат доволно ни улогата на Ванчо Михајлов пред чие име се сликаа. Кај нас ги покажаа само оние плакати на кои што се обвинуваат бугарите дека им се крвави рацете. Со ова, решението на глупавиот спор се оддалечува уште повеќе, а сите наши фундаменталисти го кажаа и го нагласија тоа. За отворањето на Бугарскиот центар во срцето на Битола бурно реагираше и Сојузот на борците кои изразија јавен протест поради како што велат антимакедонските политики на официјална Софија, но и односот на македонската влада кој толерира промоција на центар со име на Ванчо Михајлов, преку што директно ја помага рехабилитацијата на фашизмот и антимакедонизмот во минатото.